Почитувана председателке, почитуван народен правобранител, колеги и пратеници. Денеска го разгледуваме годишниот извештај на народниот правобранител за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите права во 2022 година. Морам да кажам дека извештајот го разгледа во целост. Можам да констатирам дека се работи за објективен извештај кој што содржински опфаќа повеќе области од степенот на обезбедување на почитување и унапредување на човековите права, содржи насоки и препораки до институциите, а се со цел да се отклонат пречките кои што на еден начин вршат негативно влијание на почитувањето на човековите права. Исто така морам да констатирам дека ако се согледаат сите состојби, може да се заклучи дека одредени негативни состојби се повторуваат во континуитет во секоја година, па така и извештаите на институцијата Народен правобранител често наликуваат еден на друг, па во одреден дел и заличуваат на копија еден со друг, но тоа не го сметам како пропуст на институцијата Народен правобранител, туку тоа е затоа што не се подобруваат состојбите во одредени области. Како што стои во извештајот и како што е законскиот норматив, сите државни органи и други правни субјекти мораат да соработуваат и се должни да соработуваат со Народниот правобранител. Во извештајот можам да забележам обид на Народниот правобранител да прикаже дека има подобрување во комуникацијата помеѓу институциите и Народниот правобранител, но сепак сметам, ако се направи детална анализа на сите податоци во извештајот, може да се заклучи дека останува таа комуникација сепак се уште тешка, во голем дел институциите не сносат соодветна одговорност, односно не реагираат навремено на препораките кои што се поднесени од страна на институцијата Народен правобранител. Исто така и самиот Народен правобранител во извештајот искажува посебна загриженост за односот на властите кон институцијата во секој сегмент и покрај тоа што како институција Народниот правобранител е навистина има значајна улога во областа на заштита на правата на граѓаните и контролен механизам на работите во администрацијата, кои што се суштествени за развој на едно демократско општество. Исто така можам слободно да констатирам дека оваа власт нема намера да промени ништо во своето поведение, со самото отсуство на соодветните министри и со раководители на одредени органи, односно нивното отсуство од денешната комисија, се покажува една доза на незаинтересираност за годишниот извештај и слободно можеме да констатираме како пратеници дека најверојатно годишниот извештај на Народниот правобранител не е ниту разгледан или прочитан од соодветните институции и тука сметам дека се губи и основната функција на нас пратениците и на собранието како контролен, односно надзорен механизам врз работата на извршната власт. Она што исто така се заклучува дека не се донесени мерки по односно извештајот на Народниот правобранител за 2021 година, а имајќи предвид дека се работеше по него после прилика една година и повеќе, сметам дека и доколку се донесеа тие мерки, односно се предложија, владата затоа што одредени состојби се надминати или променети, немаше да може да ги имплементира во реалноста. Од извештајот може да се констатира дека има пораст на бројот на претставки кои што се поднесени од страна на граѓаните, а кои што се насочени кон повреда на нивните права и она што е, да речам, тековна состојба е дека претставките од областа на правосудството предничат, како и во претходните извештаи, со најголем број
на поднесени представки, вкупно 534. Понатаму следуваат нели представки од областа на детските права, социјална заштита, состојбите во затворите, здравствената заштита и така натаму. Се на се имаме состојби кои што се повторуваат и кои што за жал и покрај препораките на народниот правобранител не се отклонуваат и истите продолжуваат да се повторуваат, а се на штета на граѓаните и нели полесно стварување на нивните права. Она што може да се каже исто така, ако е што стои во извештајот, се проблемите на институцијата Народен правобранител во однос на финансирањето. Па дури нели се наведува дека проблемот со средствата од буџетот продолжуваат и дека власта нема волја да создаде нормални услови за работата на институцијата Народен правобранител. Тука се поставува прашањето зошто власта не сака да одговори на потребите кои што ги има институцијата Народен правобранител со оглед на високиот рейтинг кој што како институција има во јавноста, односно перцепцијата за оваа институција е секогаш на многу високо ниво. Ако се проблем средствата не се, имајќи во предвид она што се случува во последно време, особено скандалот со изборот на фирмата за надзор, на која што ќе бидат потрошени 22 милиони евра, или пак 1 милион евра за четворица консултанти за да се случи договор кој што е надвор од сите позитивни законски норми, се заклучува дека државата има и доволно пари и доволно средства, но сепак начинот на кој што ги распределува овие средства и дали сака да помогне во точно оние области кои што се навистина од особен интерес на граѓаните, се гледа дека тука имаме очигледно дефокусирање, односно немање на принципиелни политики на владата. Значи, за да се донесе во прашање функционирањето на институцијата Народен правобранител, односно реализацијата на програми, како што се националниот превентивен механизам, механизмот за граѓанска контрола, тимовите за следење на процес на спроведување на конвенциите на правата на детето и лицата за попреченост, тимот за следење на состојбите со мигранти и нелегална трговија на луѓе. Понатаму се вели дека нема доволно средства за овие одделенија кои што не се доволни ниту за најосновните потреби за надзор, а камоли за ангажирање на експерти, вештаци и така натаму и така натаму. Во извештајот исто така стои дека институцијата Народен правобранител станала зависна од странски донации и се наведува дека нема доволно средства за одбележување на јубилеј 25 години од востанувањето на институцијата Народен правобранител, а во исто време гледаме дека државата издвојува средства за настани, како што се, например, организирање на приватни забави на политички партии или пак организирање на бини кои што наликуваат на концертни бини за започнување на проекти кои што не знаеме или во неизвестност од нивното спроведување. Интересно е што секоја држава го гради концептот на една платформа, а таа платформа е почитување на основните човекови права и борба против корупцијата и недозволување на дискриминација, но гледаме дека, за жал, оваа извршна власт не одговори на предизвиците и сето она кое што беше предизборно ветување, за жал го заборави и не го реализираше. Во почетниот дел на извештајот на Народниот правобранител се издвоени неколку карактеристични случаи и јас би сакал да ги напоменам тука во интерес на информирање на јавноста. Во овие случаи се утврдени прекршувања и повреди на уставните законските права на граѓаните. Како едни од најкарактеристичните од кои што морав да ги издвојам се тоа што лицата со ретки болести имаат потреба од редовна и современа терапија. Околу 140 пациенти со цистична фиброза
ни цела држава се уште го немаат добиено лекот. Пациентите и нивните најблиски се оставени на милост и немилост. Останаа само празните ветувања на премиерот, па дури на председателот на државата, дека ќе бидат обезбедени лекови за пациентите. Лично имав средба и со родител на дете кое што е пациент со цистична фиброза и навистина има едно големо разочарување од ветувањата кои што се дадени и тоа што се уште нема лек за овие пациенти за кои што сите знаеме дека лекот им е неопходен за живот. А да не зборуваме дополнително за другите помагала и терапии кои што треба да бидат обезбедени за овие пациенти. Од семејниот буџет само за лекување семејствата на овие пациенти издвојуваат од 300 до 10.000 евра за набавка на лекови кои што ги нема во земјава. За купување и одржување на помагала за физикална и инхалацијна терапија се потребни од 300 до 400 евра годишно, 50 до 100 евра за витамини секој месец. Ова се само мал дел од трошоците на семејствата кои што ги имаат за болните од цистична фиброза. Понатаму исто така како карактеристичен пример кој што стои во извештајот, кој што е нотиран, е дека учебната година започнала без учебници и како што стојат работите и учебната 2023 година ќе заврши без учебници. Пак тука се враќаме на неспособноста на власта, која што буквално го краде народот со милиони и милиарди евра, а не може да обезбеди учебници стандардни, како што имаат сите деца во опкружувањето и во Европа, за да учат од нив. Дури оние учебници кои што биле пуштени да се учи од нив, беа со илјадници грешки, како што е учебникот по историја, кој што се уште не е повлечен од образовниот процес. И наместо да се исправат грешките во образованието, гледаме дека се формираат нови комисии, нови тела, нови филтри, кои што само ќе наплаќаат дополнителни хонорари, а за жал нема да видиме ништо од нови учебници, па дури имаше изјава од министерот за образование дека нема доволно пари за учебници. За ваквиот хаос во образованието мора да има одговорност и тоа почнувајќи од екс-министерката Мила Царовска, која што го направи најголемото зло во македонското образование, која со својата нова концепција буквално го уништи образованието и учебникарството, па се до денешниот неспособен министер кој самиот признава дека нема пари за учебници. Само за информација на јавноста, само во 2022 година над 600.000 евра се потрошени за привремени материјали за основците кои што следат настава по новата концепција. 600.000 материјали за привремени материјали, а овие пари се заем од Светската банка кој што ќе треба да го враќаме сите ние, па дури и нашите деца. Понатаму во извештајот како пример се издвојува повредата на правата на граѓаните од страна на обвинителствата поради предолгото трајање на предистражната постапка и непочитување на законските рокови. Оваа забелешка се вклопува во перцепцијата за недовербата која што имаат граѓаните во јавното обвинителство и неговиот главен виновник Љубомир Јовевски, кој успеа да го уништи угледот на обвинителите и на обвинителствата поради неговото полтронство и наклонетост кон власта. Очигледно е дека Јовевски ниту има капацитет, ниту пак има намера да го промени, да ги промени состојбите во обвинителството и очигледно дека му е поважно да го чека исходот од комисијата на која што треба да биде именуван за нов судија во Уставниот суд. Понатаму правосудството, како што кажав на почетокот, останува рак рана на нашето општество. Најголем број на претставки се поднесени поради повреда на правата на луѓето од областа на правосудството. Граѓаните најчесто поднесуваат претставки поради барање заштита на своите права пред првостепените, второстепените судови и тоа како во кривичните, така и во граѓанските постапки.
Значи, и понатаму се бележат истите констатирани состојби, како што се долготрајност на судски постапки, неефикасност на управните судови, како и континуирано поднесување на представки во кои се посочува нестручно, незаконско, несовесно постапување на судската власт. Имено и од извештаите за работата на судовите и обвинителствата може да се констатира дека на вистина имаме неефикасно судство кое што е под влијание на политички и бизнис елити. Имено во таа насока се изјавите на екс-председателката на Судски совет, која што изјави дека незината оставка е поднесена поради силни притисоци во судството. Како препорака во извештајот стои дека Судскиот совет, како надлежен орган, треба да ја следи работата на судиите и континуирано да презема действија за утврдување на причините поради кои голем број на судски постапки се одложуваат и не се почитуваат законските утврдени рокови. А ако се зема во предвид дека имавме можност да го разгледаме извештајот за работата на Судскиот совет, може да се заклучи дека ниту Судскиот совет во овој формат и во овој состав нема капацитет да ги подобри работите во судовите, нити пак председателката која што според мене е една од главните виновници за состојбите во судовите во државата. Понатаму во извештајот стои дека управните судови се неефикасни и граѓаните минуваат низ правни голготи и не успеваат да ги остварат нивните права во некои случаи ниту за време на својот живот. Тоа е суровата реалност во нашата држава. Околу судењата во неразумен рок, според едно истражување, само во периодот од 1.1.2021 година до 23.6.2022 година во одделот за разумен рок на Врховниот суд на Република Македонија примени се вкупно 568 предмети, односно барања за повреда на правото на судење во разумен рок. Од нив 169 барања се однесуваат на граѓански постапки, 124 на управни постапки, 68 на кривични постапки и 207 на жалбени постапки. Од овде може да се заклучи дека одредени предмети се заглавуваат намерно по судските фиоки и со години не го гледаат светлото на денот. Продолжува трендот на судии кои што не сакаат да пресудат во разумен рок, кои што најверојатно се корумпирани за да ги влечат судските спорови, додека се игра со судбините на илјадници луѓе. Ова мора веднаш да се смени по промената на оваа неспособна и корумпирана влада. Мора да се направи целосно обновување на потенцијалот кај судиите и обвинителите да има одговорност за сите оние кои намерно ги одолговлекувале предметите, или ќе имаме праведни и ефикасни судии, или нема ништо да има од владењето на правото и праведноста во нашата држава, а тоа повлекува и проблеми на нашиот пат кон Европската Унија. Исто така неефикасното и корумпирано правосудство, освен на граѓаните им прави штета и на државата, затоа што потенцијалните инвеститори кога ќе ги видат овие состојби кои што се јавно достапни во домашното правосудство, се одлучуваат да ги пренаменат, односно да ги префрлат нивните инвестиции во соседството или во други држави. Токму од тука е и недовербата на граѓаните во судовите и обвинителствата. 96% од граѓаните немаат доверба во правосудството и очигледно е дека со оваа власт нема ништо да се промени. Понатаму останува алармантна состојбата пред извршителите, каде казнената камата повеќекратно ја надминува висината на главниот долг. Постојано растат и им создаваат проблеми на граѓаните, доведувајќи ги во безизлезна финансиска материјална состојба. Ова се состојби кои што се пренесуваат од година во година и се надевам дека и ние како пратеници ќе изнајдеме соодветни решенија преку нови измени или носење на нови законски решенија. Во однос на постапките пред јавното обвинителство, во извештајот стои дека исто така имаме зголемување на бројот на представки и тоа може и да се очекува, како што кажав, и обвинителството потпаѓа под самото сивило кое што владее во правосудниот систем и гледаме дека главните пресметки се одвиваат помеѓу обвинителите
имаме обвинители кои што се разрешуваат од функција, криминалци се на слобода, а граѓаните за цело време трпат и не можат да си ги реализираат своите права. И сметам дека препораките кои што се дадени во овој дел нема да се почитуваат затоа што имаме сериозно нефункционален систем. Понатаму и тука ќе завршам со оваа тема, во однос на затворите, остануваат истите проблеми. Сите сме сведоци дека пред отприлика 6 години имаше големи ветувања за големи реформи во затворскиот систем, дека ќе бидат инвестирани доволно средства од буџетот за да се направат соодветни услови за затворениците. Од денеска гледаме дека сето тоа остана само празно ветување или ветување на запишано на хартија. Остануваат проблемите со прекубројноста на затворската популација во речиси сите казнено-поправни домови. Некаде таа бројка е речиси двојна во однос на сместувачките капацитети, како што се, например, затворот во Тетово, казнено-поправниот дом во Штип, во Идризово и така натаму. Останува проблемот со обезбедување на соодветна здравствена заштита во казнено-поправните установи. Затворските амбуланти се недоволно опремени, има недостиг на лекови, недоволен медицински кадар. Од состојбите во затворите можеме да издвоиме само еден успешно ископан тунел во затворот во Идризово, кој што е очигледно најуспешниот проект на оваа власт. Инаку тунелот беше долг 40 метри, со диаметар 80 сантиметри, и за неговото копање затворениците извадиле земја за да наполнат 10 тракторски приколки. Сега за ова кој носи одговорност, освен политичка одговорност, гледаме дека друго ништо не се случува. Во Идризово и покрај долгогодишните укажувања нема промена во сместувачките услови, посебно во затворениот дел, пак елиите буквално личат на импровизирани живеалишта, руинирани со стари и дотраени прозорци, мувла над зидовите, преполни со инсекти. Ова почитувани не се состојби кои што деликуваат на една земја која што е аспирант за Европската Унија. Она што особено алармира е состојбата со децата од женскиот пол, кои издржуваат воспитно-поправна мерка во КПДом, во затворот во Идризово, и се доведени во неповолна положба, значи се дискриминирани во однос на нивните врсници од машки пол, кои што истата мерка ја издржуваат во ВП домот во Тетово. Имено тие не посетуваат образовна настава, не се оспособуваат за работни занимања, не се занимаваат со физичка култура и спорт, ниту установата има можност да обезбеди услови за доследно остварување на овие законски обврски. Народниот правобранител упати укажување до Министерот за правда и до директорот на управата за извршување на санкции за потребата од итно разгледување на можноста малолетничките да бидат префрлени во воспитно-поправниот дом во Волковија, односно во Тетово. Би сакал тука да ве прашам до каде е постапката за да се донесат девојчињата во објектот во ВП дом Тетово, со оглед дека сте биле известени дека ќе се изнајдат начини за постапување по укажувањата и вашите препораки и ќе се пристапи кон подготовка за условите за преместување на малолетничките во ВП домот во Тетово. И на крајот морам да завршам со случајот на дискриминација на поранешната министерка за внатрешни работи, која што од страна на Комисијата за спречување на дискриминација е утврдена повреда на правото на еднаквост. Уставот гарантира право на еднаквост без разлика на пол, национална, политичко или религиозно уверување и припадност, а во случајов имаме класична дискриминација затоа што Гордана Јанкуловска е политички затвореник. Во Идризово поранешната министерка издржува казна од 4 години затвор и Комисијата за заштита од дискриминација утврдува дека постои директна дискриминација затоа што е дискриминирана во однос на осудениците од машки пол, затоа што во однос на нив
нема право за посета надвор од установата, одмор и работно ангажирање. Ова е срамота. Знам дека вакви случаи и сум убеден дека има и кај другите жени кои што се исто така во затворот Идризово. Ние мораме сите силно да работиме за надминување на овие состојби, за еднаш, за секогаш да се воведе ред и поредок во овие установи. Во интерес на времето тука би завршил и би сакал да испратам порака, апел до институцијата Народен правобранител и во иднина уште повеќе податоци во извештаите и уште поголема самоиницијативност на институцијата за поведување на постапки со кои што ќе се утврдат, односно ќе се отклонат повреди на човековите права. Благодарам. Благодарам, колега. Доколку нема